Почитувани, добродојавте во најновото издание да не се лажеме со Хаџијанов. Како што ви ветивме, темата за младите ќе биде актуелна уште неколку епизоди, а во оваа епизода разговараме со никој друг, туку професорот Кирил Барбареев, кој доаѓа од Факултетот за образовни науки и кој е можеби еден од најповиканите за тоа како и на каков начин образованието влијае врз безбедноста на младите, но и во градењето на одржлив развој на младите. Кире, добре дојде во да не се лажеме со Хаџијанов. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Кире, на почетокот минатата недела веќе имавме една тема со која го обележавме, или за жал, нели, направивме неславен јубилеј од една година од грозоморниот чин кој што се случи во Белград, а за кој што во неколку други прилики имаме разговарано со вас дека она што всушност се случи во Белград е продукт на целокупното општество, на се она што се случува во општеството. Со деканката на правниот факултет во минатиот подкаст разговаравме за правните аспекти на сето тоа и кривично правниот дел во целата таа приказна. Со вас сакаме да поразговараме за улогата на образованието во целата таа приказна. Како можеме да дефинираме најопшто улогата на образованието во градењето на одржлив развој кај младите? Па добро, тоа е можеби суштинската тема на која што и ние како држава и како општество треба да го ставиме целиот фокус и енергија врз основа на кој ние ќе креираме еден одржлив капацитет и потенцијал, а тоа се всушност човечките ресурси. Бидејќи вакви мали земји, мали географски, најважното прашање кој што треба всушност да го постават за сегашност и за еднината се всушност потенцијалите и капацитетите на луѓето. Значи во изминатите 30 до 40 години започнати се огромни процеси кои што се одразуваат на животот и ги менуваат животите на луѓето. Да речеме глобализацијата како еден процес кој што ги менува тековите на општественото живење, глобалното сериозно се одразува на менување и на локалното, на регионалното, на детали од некаква локална заедница. Дигитализацијата како еден огромен процес, големата технолошка револуција, промени кои што настануваат со огромни динамични промени со една огромна брзина, сериозно се одразува на промените на животот на луѓето, на промените на процесите внатре помеѓу институциите, помеѓу државите, ако сакате, и еден многу посилен фокус на поиндивидуализиран свет, многу посилна индивидуализација. Во рамките на тие три процеси, всушност образовните системи, државите почнуваат да ги бараат моделите за образовните политики, како ќе се соочуваат со одредени состојби, процеси кои што доаѓаат врз основа на тие процеси. Да речеме, глобализацијата носи огромна миграција и размена на култури, брза размена на луѓе. Профитот е сериозно наметнат како многу важен момент, можеби најважен момент кој што сериозно се одразува на динамиката и животот на овие генерации. Тоа е концептот на либералната демократија. Вие гледајте, денес ако немате пари, ќе страдате. Младите почнуваат од многу мала возраст да се соочуваат со профитот, со финансиите, со материјалните ресурси како најважни ресурси, бидејќи во изминатите 30 до 40 години тоа се наметнува како многу важно прашање. И сега постои огромен јас помеѓу материјалното и помеѓу духовното. Индивидуализацијата е исто така сериозен процес во кој што голем дел од дигитализацијата се одразува на многу позатворен, многу поиндивидуализиран свет и од тука се создаваат огромни проблеми на овие простори за кои што биле за нас многу непознати. Примерот што се случи во Србија, но одредени системи кои што подолго време живеат во еден таков концепт на живот, веќе имаат такви искуства, имаат такви примери. Така да училиштето станува слика на општеството, станува слика на она што се случува во заедницата и тука е многу важно колку државата ќе препознае дека квалитетните образовни политики и фокусот на младите, на тинејџерите, на адолесцентните всушност е важно во градењето на она што всушност треба да биде граѓани кои што ќе се борат за својата благосостојба и за благосостојбата на општеството и државата во која живеат. Тоа се многу сериозни теми. Да речеме, постои
веќе декада за одржлив развој. Жак Делор тоа го нарече дека всушност треба да направиме друга трансформација на општеството и на светот преку учењето, преку знаењето, преку образованието, и веќе има еден таков, тој се вика нов социјален договор. На тоа работеше една меѓународна комисија за иднината на образованието. Објавен е тој документ, ја преведов дел од тој документ и го објавив на мојата веб страница, каде што се зборува дека веројатно образованието има многу проблеми кои што не ги решава проблемите во општеството и во светот. Ја погледнете колку се зајадени државите помеѓу себе, дека не создаваме ние миролюбиви генерации, дека солидарноста е намалена, дека зголемен е алкохолизмот кај децата, психотропните субстанции. Станува збор за огромни последици кои што надвор од општеството се внесуваат во училиштето и всушност гледате атакот таму беше внатре во училиштето, не беше надвор од училиштето, што покажува дека голем дел од младите генерации имаат сериозни проблеми со менталното здравје и еден од фокусот на она што всушност треба да представува образовни политики денес се става сериозен фокус на менталното здравје, на критичкото мислење, на начинот на комуникација, на начинот на решавање на проблеми, бидејќи светот се соочува со огромни предизвици кои што се одразуваат на новите генерации. Дали можеме да заклучиме од се ова што го рековте до сега, дека можеби концептот на либералната демократија е под сериозна криза и предизвик во однос на тоа што пуштен да оди во екстрем, односно ултралиберализам, во кој што се фокусира све на профитот и во кој што се фокусира се на ефект-based, значи давање на ефекти, без да се задржат одредени хуманистички елементи, иако внимавајте, во самата либерална демократија постојат сериозни нишки на кои што се почива на хуманизам, каде што има вредности кои што, како што е солидарноста, која што треба да се гаи. Но дали сега, не предизвикана од никого во изминатите 30 години, либералната демократија не замина во еден екстрем во кој алчноста на одредени актери, например на корпорациите, за да имаат што поголема профит и ориентирана преку потребата од пазарот, што е повторно либерален продукт, не станува сам по себе да генерира контра, да кажеме, резултати кои што негативно влијаат врз, да кажеме, врз образованието. За системите како нашиот подоцна, ќе дојдеме кај што ние правиме инженеринг или имитација на нешто, во кој штанцаме дипломи, продуцираме, да кажеме условно, под наводници квалитетно или образована сила која има само хартија, нема вредност, нема знаење. Но дали сега ова што го реков претходно, дали таа трка по тој профит, трката по ефектите, трката по тие статистики кои што се водени од корпорацијската логика на која либералната демократија повеќе или помалку почива, не стануваат контрапродуктивни за онаа суштината, да се загуби суштината и на дел од либералните вредности, и на дел на хуманите вредности. Да. Па, она студија што е спомнав, на која што се повикуваат многу меѓународни експерти, многу социолози, филозофи, педагози, инженери, кои што се обраќаат всушност. Тие гласови за жал не се слушаат во медиумите, бидејќи премалку медиумите се бават со овие теми, а стануваат суштински теми. Всушност ставаат акцент дека ваквиот концепт на либерална демократија веќе почнува да се јади сами од себе и дека мора да се барат нови модели и всушност тој социјален договор, тоа обраќање на тие интелектуалци преку УНЕСКО и преку Обединетите нации зборуваат дека настанува криза на материјалните ресурси, дека ние веќе ги премногу искористуваме тие материјални ресурси кои што станува сериозен проблем. Заради конзумизмот, бидејќи ние создаваме генерации на потрошувачи, а не генерации кои што треба критички да бидат општествени чинители и субјекти на реалноста. И вториот момент кој што е последица на првиот момент е кризата кај човекот. Тоа се сериозни многу мене блиски социолошки теории кои што зборуваат дека настанува криза кај човекот, а всушност кризата кај човекот се гледа денес криза во семејството, криза во општеството, криза во било која фирма, компанија, институција во која што настануваат лоши меѓучовечки односи, во кој што интересот и успехот по секоја цена создава конфликти, агресивност,
конфликти помеѓу општествата, погледнете колку конфликти постојат само во изминатите 10 на 20 години и колку се зајакнува таа атмосфера на агресивност, на немиролюбивост, на такви моменти и тие всушност тука на овие два моменти наоѓаат забелешка и се обраќаат до всушност до државите, до земјите, до политиките кои што треба да ги креираат, дека всушност нам ни е потребно да промислиме што е тоа што овие 70-80 години преку таа либерална демократија е добро и што е тоа што треба да продолжиме со тоа добро, што е тоа што веднаш треба да престанеме кое што генерира вакви модели на конфликти и вакви генерации и трето што е тоа што треба одново да го обмислиме и креираме за да можеме да создадеме подобра цивилизација, подобра земја за да можеме подобро да се гледаме едни со други. И всушност сега тука се бараат моделите и веќе се започнати огромни проекти во некои образовни системи во кои што се става сериозен фокус на хуманистичката димензија, на решавање, да речеме во некои училиште, во некои земји во светот, децата, голем дел од ресурсите кои што може да ги искористуваат, ги оставаат на следните генерации, на следните ученици кои што доаѓаат, така да се шири еден поголем фокус на солидарност, бидејќи погледнете вие денес имате милиарди тони храна кои што се фрлаат секојдневно. Имате милиарди возила кои што се произведуваат или милиони возила кои што исто така другите се фрлаат, а може да се искористуваат. Зошто? Само заради профит. А во моментот да речеме 30.000 деца умираат заради една голтка вода, за една чаша вода, за една Извинете што ќе ја прегнем, верувате ли дека либерална демократија реално може да се помири со трката по профитот во кој што е заглавена, за да ги акцентира и да ги актуализира хуманистичките димензии, баш ова што го говорите, бидејќи ако видите кој всушност ја води сега либерална демократија, дури во политичкиот свет. Земете ја корпоративна Европа, например, Европската унија. Одлуките кои што ги донесе Европската унија во голема мерка сакате апропо визавиз војната во Украина, сакате апропо визавиз ситуацијата со како се вика со Израел, во голема мерка, не од индивидуалните држави кои што сега почнуваат да излегуваат надвор од генералната политика на Унијата за Израел, како што се Шпанија, Ирска и така натаму, кои што нели се генерално против Израел, но целата таа политика и си создава на некој начин баш во овај, заради овој јаз создава контрапродукт, да кажеме, двојни стандарди, она што се интерпретира од предизвикувачите, тоа се авторитарните режими, да го интерпретираат тоа како двојни стандарди. Примерот, неколку наврати го се навраќаме на тоа, затоа што мене ми барем боде во очи, е идејата дека заради ефтин газ, потребата од ефтин газ, ние ќе ја негираме, нема да ја поддржуваме со право Русија во оно што го прави во Украина, ама ќе се фрлеме кон друг авторитарен режим, како што е Катар, иако до вчера сме го критикувале, само заради тоа што ќе ни понуди исто така ефтин газ, за да го компензираме, бидејќи имаме потреба од консумизам. И бидејќи зависиме од рускиот газ и се они тоа го знаат, па ќе ни ја разединат единството во политиката баш заради тој консумизам. Дали мислите дека либерална демократија има капацитет да се спаси од тоа? Јас мислам да, заради тоа што се чувствува огромен повик на разумот на интелектуалците, на општата и на стручната јавност, која што всушност ги повикува земјите, ги повикува политичарите дека мора да се вразуми концептот по кој што ќе се движи човештвото во следниот период. Јас го тоа гледам преку образовните политики, јас не се разбирам од овие состојби во кои што сега вие ги објаснувате геополитички, но може да се види како преку начинот на кој што почнуваат да се бараат трансформации на образовните системи за зачувување на материјалните ресурси или искористување до максимум на што може да се искористи, за силен фокус на вистинските вредности, на еден посериозен баланс помеѓу материјалното и духовното, бидејќи тој јас во овие 50 до 60 години предизвика еден огромен процент на луѓе, особено тоа денес е забележливо, да не може да се прави веќе разлика помеѓу вистинитоста и илузијата, помеѓу појавното и суштинското, помеѓу она што е причина и што е последица. Вие се повеќе доаѓаат генерации на кои што силен фокус и се става само на тој претприемнички дух и силен фокус и се става само на профитот. Па, ако земете да направите една анализа, да речеме, на нашето општество, колку образованието, односно општеството се грижело за индивидуалецот, за поединецот преку
тие корисни, денес Нудини има една убава книга, се вика Корисноста на бескорисното. Еден многу убав пример колку бескорисното кое што ние го имавме, а не му ставивме толку внимание во делот на оние воннаставни активности преку секции кои што беа тотално бесплатни или беа со символична цена, децата надвор или после училиштето да ги посетуваат фотосекции, балетски секции, спортски секции, секции во, не знам, радио, гонiometrија, така, рекетарство, моделство, кои што се развива креативни. Тие активности всушност беа содржини, пионерските домови, да речеме, кои што креираа содржини, кои што му дава една друга димензија и поддршка на она кој што всушност треба да биде човек после работно време да може да се користи и забавува со одредени вредности кои што носат некакви пораки. Денес тоа е многу загубено и вие денес ако немате пари всушност не можете тоа да го постигнете со вашето дете. Каде ќе го пратите вашето дете да плива ако не платите? Зошто во нашиот образовен систем предолго после образование вие треба да одите на дополнително образование по одредени предмети за да доучите или за да бидете подобар на тестот? Како тоа? Колку време тоа трае? Некаде по некои истражувања се смета дека повеќе од 60% учениците после училиште одат дополнително на други активности, за да можат да бидат поуспешни и да имат подобри постигања. Целото тоа, знаете, тука многу фактори влијаат за тоа како ние се доведовме во оваа состојба и веројатно огромно влијание има и премалата брзина на трансформација на општеството после 90-тите години, кога од еден концепт на уредување ова општество премина во еден друг концепт, каде што имаше друга традиција на вредности и ние не направивме прифаќање на оние што се позитивни вредности, како да продолжиме, а што е тоа што како општество не кочи и се уште тие, да речеме, бариери не следат во делот на развојот или промените кои што треба да ги направиме како општество. Сам дека забележавте добро, а тоа е дека преминавме од една крајност во друга крајност. Меѓутоа, токму тоа сега, таа преминување на крајност и ова што вие го говорите, оние добрите работи од поранешниот систем, бидејќи не бил идеален и тој систем, имал многу аномалии, особено во прогресот, особено околу тоа дека се создала слика дека ние сме можеби најдобри или само бендисане, меѓутоа кога ќе видите според бите кога ќе ги кажете како стоеле работиве, не говорат баш така, но несомнено е дека системот имал многу добри вредности, особено на почитување и градење и така натаму. И тука некаде, најверојатно е загубената, ќе го бараме јазот, а тоа е дека не успеавме, како што рековте вие, да го зачуваме тоа што е добро, а да го имплементираме тоа што е добро од либералната демократија и да го фузираме и да одиме напред. И за жал, тоа е сега голема алатка во рацете на оние кои што сакаат да и го искористат и заради како предизвик во геополитички контекст. Во смисла на дезинформирање, во смисла на подкопување на довербата во Европската унија и тие вредности и во смисла на, да кажеме, артикулирање само на лошите политики, а се она што е добро да се заборави. Меѓутоа тоа е да не излегуваме. Знаете, ова за кое што вие зборувате всушност може преку образованието да се менува мислата за овие теми за кои што ние зборуваме. Заради тоа што во општествените и во хуманистичките науки, дисциплини, многу е важно еден млад човек, додека поминува низ процесот на воспитание и образование, да разбере дека одредени процеси, одредени теми општествени не се црно-бели, дека тука е многу важна мултиперспективноста, мултифакторијалноста, дека одредени различни луѓе и групи може да имат сосема различно мислење по една иста тема и дека е тоа нормално. И дека тоа е нормално, но тука е важно да се направи една поинаква култура на споделена одговорност, поинаква култура на квалитетна комуникација. Ние живееме се уште во општество во кое што постои огромна исклучивост на едни кон други баш по ова прашање. Не можејќи да прифатиме дека имаме различни идеи, дека имаме различни концепти на размислување и овде светот се сведува на поглед на нештата врз основа на одредени мокни елити или групи кои што имаат перспектива на гледање на нештата. Затоа преку образованието, да речеме еден врвен педагог, многу влијателен, Анри Жиру, кој што зборува како преку образованието наставникот всушност да биде клучниот интелектуалец во општеството кој што со учениците преку диалог ќе го критикува и ќе ги обмислува процесите кои што се случуваат внатре. Бидејќи вие денес во ваков свет полн со информации, вие мора да разговарате со учениците на таа возраст, тинејџерство, адолесценција, каде одат овие процеси, што се случува, што ќе се случи
за 5 години од денес после вакви процеси од аспект на, не знам, геополитика, на одредени локални влијанија врз развој на економија, на култура, кај се младите луѓе гледаат после 5-10 години. Од тука таа тема всушност кај нас е толку, дури мислам дека се нема све за овие теми за кои што ние разговараме, бидејќи погледнете колку државата во овие 30 години го има изгубено диалогот со младите луѓе. И тие се всушност наоѓаат во една фаза на тотална дезориентираност. Изгубениот диалог на младите луѓе всушност покажува дека младите луѓе не се важни во ова општество. Тие само декларативно, да речеме, политиките, секаквите политики во овие 30 години зборуваат дека тие се важни, но всушност тие се тотално неважни. Овде се гледа дека само политиката е најважна и затоа тие се доминантниот дел од јавноста и од дискурсот за кој што се разговара. Затоа образованието мора да се трансформира во една таква форма, бидејќи државата, општеството всушност може да го има диалогот преку образованието, преку училиштето, преку факултетите, каде што овие теми сериозно ќе се дискутираат. Зошто сме ние тука каде што сме? Зошто постојано бараме нешто некој да ни даде, а не го поставуваме прашањето што е тоа што ние ќе направиме, што е тоа што ние ќе произведиме, другите да бараат од нас. Така да тој синдром на, некој го нарекува синдром на издржувани личности, се префрла на ниво на синдром на државата, кој што исто така последица на еден конформистички систем на образование во изминатите 70-80 години, на лажни елити, ако сакате, во општеството, елити во спорт, во култура, во политика, во образование, во медиуми, ако сакате, значи едно општество кое што самото за себе си има представа дека е многу вредно, дека е многу успешно, меѓутоа ние во овие 30 години преку рангирањата на тие меѓународни тестирања имаме слика за самите себе. Значи, добро е прво да се погледнеме во огледалото и да си ги кажеме нашите позитивни страни, но имаме и многу негативни недостатоци на кои што мораме многу да работиме. Сега, тука се нема храброст. Знаење се има, сликата е направена, но треба храброст во општеството да се направи како тие текови всушност ќе почнат да се менуваат и да се трансформираат, за да може да создадеш едно здраво општество во кое што младите луѓе ќе создаваат сосема поинаков концепт на вредности од она кое што со кој што се соочуваме во овие 20 на 30 години. Ако е тоа така, и ако сме идентификувале дека имаме проблем, кој според вас е клучот, каде треба да биде, што е тоа што треба да го направиме за да можеме да го смениме ова? Дали да се раскрасти со политиканството, бидејќи тоа не е политика, политиканството во образованието, дали и како да се врати угледот на наставникот, затоа што е девастиран, уништен, дали и како да се врати улогата на квалитетно образование. Како можеме да го прекинеме овој негативен тренд да продуцираме кадар кој едноставно нема квалитет, а на хартија изгледа дека е образован? Првото нешто што треба да се направи според мене е луѓето кои што ја водат државата, кои што доаѓаат на тие места, министерски, премиери, влади, да сватат дека знаењето е единствениот ресурс со кој што можеме да направиме трансформација. И дека тука треба да се стави силен фокус на тоа каква држава ние сакаме да имаме после 20-30 години од денес. Поставувањето на прашање каква држава сакаш, врз основа на тоа ти треба да направиш таков концепт на училиште и на образовни институции. Бидејќи преку образовните институции ти треба да создадеш кадар кој што утре ќе ги води клучните ресурси. Да речеме, испитувањето на 15 годишниците, нова PISA тестирање, кое што го прават околу 90 земји во моментот, тоа е по ОЕЦД и внатре всушност има прашања и резултати врз кои што се гледа како е енергијата на државата после 10 години од денес всушност ќе ти ги води институциите и ќе го води општеството. Затоа се тестираат 15 годишници, бидејќи тие утре ќе завршат студии и ќе може да се следат тенденциите, каква администрација ќе имаш, какво образование ќе имаш, каков бизнис ќе имаш, какви медиуми ќе имаш, каква администрација ќе имаш и така натаму. Тие теми се многу важни бидејќи ти ја дават јасната слика. Нашите резултати во моментот се јасни. Ние некаде имаме над 50% луѓе не го поминуваат нивото број 2.
Нивото број 2 значи дека над 50% е функционална неписменост на популацијата овде. Значи тука се нема критичко мислење на осмислување и на промислување на нештата. Затоа одредени нови идеи, нови промени, ако нешто земеш да размислуваш, да ги воведуваш, наидуваш на огромен отпор затоа што има вкоренети погледи и матрици на размислување што е образование. Дефолт. И затоа ние, да речеме, кога зборуваме за нас, ние мислиме сега кои се другите да ни кажат, ние сме најдобри или ќе се ги мериме резултатите врз основа кои сме ние во Штип со резултатите во Свети Николе или Скопје со Битола и Штип со Тетоа. Мислам, тие резултати е безсмислено да зборуваме за такви рангирања. Значи, ние треба да поставиме сериозни прашања каде младите генерации денес се споредливи со младите генерации во Франција, во Србија, во Хрватска, во Словенија, со која динамика ние се движиме. И тие теми се многу сериозни ако државата реши да посвети внимание и фокус на знаење, бидејќи немање фокус на знаење. После 20 години ти се случува ова што ти се случува. Значи, таму последиците доаѓаат после 10, 15, 20 години, ако не знаеш да креираш сериозни образовни политики кои што во долг период ќе се одразуваат онака како што треба да му се вратат на општеството. Затоа е важен континуитетот на политики, а не дисконтинуитет. Ние имаме, за жал, култура на политика која што со секое ново министерство, со секоја нова влада, со секоја нова има нова визија за она што всушност треба да представува образование, здравство, не знам, општество и тоа е сето во ред, меѓутоа мора да се најдат некакви заеднички точки. На институционална меморија. Мора да се најде некаква култура на комуникација во која што одредени теми ќе одат во континуитет и тука е проблемот заради тоа што политиката не може да ги види резултатите во краток временски период и затоа таа е многу внимателна во начинот да не се случат одредени јавни протести или јавни критики за она што се случува во општеството. И сега тука е мудроста како преку која стратегија ќе направи долгорочно креација на образовни политики кои што ќе се вратат на општеството после 10-15 години многу ефикасно, многу продуктивно. Што според вас треба да направиме за да го смениме ова, за да излеземе до кај е главниот клуч во креирањето на овие политики, што е тоа што треба да кажеме кои се тие критички побарувања кои што треба да ги подхраниме, а кои се тие критички ранливости на кои што треба да им ставиме стоп за да не ни хранат и да не ни продуцираат нешто што е негативно. Има многу точки од каде треба да се почне и мислам дека треба да се почне паралелно со сите моменти кои што можат да направат краткорочно и долгорочно подобрување на системот. Да речеме, сериозно е утврдено дека врз основа на изминати истражувања, анализи, меѓународните тестови сериозно покажуваат дека ние имаме огромен недостаток во она што всушност представува начин на пренесување на знаење. Како ние работиме како наставници, како професори. Тука е клучниот момент како кај генерациите ја развиваме критичката мисла. Кај нас се уште нивото на пренесување на знаење доминантно е преку пасивност, имаме педагогија, репродукција, имаме монолог во текот, имаме екс-катедра настава. Тоа се методи кои што не даваат силни ефекти. Тие можат да се користат во одреден период на денот, меѓутоа доминантниот дел е всушност што прави ученикот, што прави студентот. Таму се гледа преку активноста и преку процесот на учење тој всушност доаѓа до менување на одредени ставови, руши предрасуди, а тоа е решавање на проблеми и методот на истражување. Проблемски ситуации, учениците да се стават во проблемски ситуации. Значи тука прво фали силен фокус на реформи на педагошките факултети и не само на тие факултети, туку на сите факултети каде што се пренесува знаење. Тоа се и стручните факултети каде што имаме предметна настава. Значи тука има сериозна потреба од многу суштински реформи на институциите. Таму имаме и дефицит на кадар, ако не се лажам. Апсолутно, значи Тоа се концепти кои што доаѓаат од многу одамна и кои што многу е тешко да се променат внатре. Тука ние веројатно треба како стручна јавност да се надминеме самите себе, бидејќи реформата не е за нас. Реформата е за учениците, реформата не е за мојата катедра или за мојот предмет. Реформата е всушност што е тоа што треба после 4 години или после 9 години од излезот на основното образование вие да имате еден ученик, еден иден граѓанин кој што сериозно ќе ги решава предизвиците со кои што ќе се соочува. Сметате ли дека можеме тоа да го постигнеме ако се знае дека Министерството за образование е секојаш место за подкусурување?
во политичките трки, каде што Министерството за внатрешни работи, одбрана се надворешни работи се најпобаруваните или најскапите, да кажеме, а не од Министерство за образование. Видете, ако има воља, има и начин. Значи, тоа е точно и тоа е во изминатиот период, тоа е најжешкото столче и најчесто менуваните министри се таму, бидејќи тоа е најемотивниот дел на општеството, образованието. Вие внатре имате околу 300.000 ученици, имате околу 50-60.000 наставници, имате 60.000 студенти, имате околу 4.000-5.000 универзитетски професори, тоа ви околу 500.000 луѓе секојдневно е на динамика на теми од воспитание, од образование. И тука треба да се има воља, да речеме, примерот на Словенија е добар пример ако сакаме да научиме. Таму луѓето се договориле 10-12 години тимот кој што работи на реформи да не се менува, без разлика како ќе се менува. Имаме ли капацитет ние да се надминеме себе си? Еве, сега може да седнат да се договорат. Еве сега момент, сега заврши изборите, сега може да се седнат и да ако се има визија и волја да се отвори тоа прашање. Значи тука можат да седнат лидерите да речат темата образование во следните 12 години согласно оваа стратегија, согласно имаме стратегија за образование. Како да го направите тоа ако еве да кажеме со Охридскиот рамковен договор на пример, убава идеја, добра идеја да се направи, да се да кажеме нели надминат ајде таа перцепција за мајоризацијата која што постои стравка и етничките албанци дека ќе бидат мајоризирани од страна на мнозинството и така натаму. Меѓутоа они беа вклучени во оваа приказна, нивните лидери беа вклучени во оваа приказна и сега наместо да имаме кохезивно општество, имаме блоковско општество. Создадовме млади кои што не зборуваат веќе на македонски јазик, бидејќи се скрулуваат цело време од почеток до крај на албански јазик. И сега ќе треба да влезат во институциите, тие велат слушај, јас не можам друг поинаку, значи сега сме создале уште поголем проблем наместо да го решиме проблемот. Да. Мислите ли дека можеме да се договориме за тоа, дека нема да ги менуваме тимовите, ако знаеме дека се уште имаме силна централизација во тоа каде наставник не се бира кој колку е добар, туку колку добро лепел плакати. Да. Таа тема е многу сензитивна. Ние живееме во мултикултурно општество во кое што лидерите на политичките партии, ова е моје размислување како јас го гледам ова што се случува во овие 15 до 20 години и сериозно сум вклучен во многу процеси, во анализи на образовни политики и мислам и затоа ви споменав дека се зависи од волјата на луѓето кои што го водат ова општество, ова држава. Таму луѓето ако не сватат дека мора сегашните генерации да се надминат во предрасудите, во стереотипите, во етноцентризмот на гледањето на нештата, бидејќи начинот на кој што се направени компромисите околу јазикот всушност сега создава огромни поделби младите луѓе да не се разбираат во ова општество. Апсолутно, тоа ми е поентата. Паралелен систем во кој што до прва смена училиштето се вика на еден јазик, а понатаму се вика училиштето по ви имате администрација која што работи за едните наставници македонци, па имате администрација која што работи за другите наставници. Целото тоа создава конфликти и внатре мора да седне да се разговара како не само тоа, Кире, извинете што ќе ве прекинам, тоа создава храна за сите оние кои што викаат дека ќе има федерализација, ме разбирате? И наместо да генерираме кохезивност, самиот договор станува сега контрапродуктивен. Затоа образованието е важно, бидејќи преку образовниот систем вие можете да контролирате што е тоа што всушност и како ние ќе го гледаме општеството и државата. Дали учениците од Источна Македонија и учениците од Западна Македонија ќе имат исти поглед и припадност кон општеството и кон државата. За таа тема не можат наставниците да ја решат. Таа тема мора да се има воља, лидерска воља во општеството да се седне и да се разговара како ние за 10-15 години од денес ќе се гледаме едни со други. Како се гледаме ние денес едни со други, како се гледат младите луѓе. Ние се премалку знаеме, премалку погледнете колку соработуваме, колку професори од Тетовски универзитет доаѓаат во Штип, колку колеги од Штип одат на Тетовски универзитет или од Скопје или од Битола, или не е важно од каде. Каде младите луѓе се спојуваат и разговараат за одредени теми. Затоа мора да се има лидерство и визионерство во начинот на воспоставувањето на образовните политики, но особено на ова сензитивно прашање, бидејќи гледате во Македонија имаше едно истражување за тоа како младите македонци и младите албанци, да речеме на 10 и 14 годишна возраст ја гледат Македонија. И е земен еден лик како мајка Тереза,
и кои се првите реченици кои што ќе ги напишат за мајка Тереза децата албанци, кои се првите реченици кои што ќе ги напишат децата македонци. И во тоа истражување се покажува дека всушност сите тргнуваат од својата перспектива на гледање на нештата. Кај децата албанци ќе видите ќе пишува дека мајка Тереза е родена во Албанија, кај децата македонци мајка Тереза е родена во Македонија. Значи, тој концепт на важноста дека нешто е суштината на ширењето на вредностите на мајка Тереза, туку кој од каде е, кој каде е роден, зошто е и така. Да, белонгингот, припадноста. Тоа значи дека сме Тоа се сериозни показатели, тука има такви истражувања на институти кои што работат на тие теми, кои што можат да им дадат на креаторите на политиките сериозни информации и знаења како ќе се развива тој концепт на општество и како ние ќе се гледаме едни со други. Таа тема е многу сензитивна и тука мора да влезат луѓе кои што ќе имат заеднички погледи на нештата за овие теми, бидејќи истражувањата покажуваат какви се резултатите, да речеме, по наставен јазик македонски, наставен јазик албански, наставен јазик ромски, во кои региони постои подобри резултати, каде постојат полоши резултати. Тоа е исто еден од факторите на кои што треба да се работи. Другиот фактор е инфраструктурата, ресурсите во општеството, како ќе се направат еднакви стандарди на младите луѓе во текот на нивниот процес на учење, на раст и развој, да имат приближно исти стандарди и услови, за да можеш да ја дадеш на сите еднакви можности за старт и да процениш без разлика кој од каков социоекономски статус доаѓа, ако вреди да оди до врвот. Тоа е нешто кое што државата може да го направи, бидејќи еден од клучните моменти за она што е всушност целта на основното образование е развој на личноста. Не се оценките клучниот момент, тие се таму некаде ставени под прашање кое што не е важно, најважното прашање. Ти преку основно образование треба да развиеш кај луѓето концепт како ќе се развиваме во општество, како ќе развијам својата самодоверба, како ќе го засакам училиштето, како ќе разберам дека знаењето е најважниот ресурс со кој што ќе го подобрам и направам јас ово општество после 10-15 години, а не да излезеш со анимозитети, не да излезеш со нервози, со агресивност, со омраза кон предмети, со омраза кон образованието, со предрасуди, заради тоа што тука многу возрастните влијаат како младите луѓе ќе се развиваат. Како тој одржав развој ќе се постигне. И семејството и училиштето. Ако е тоа така, верувате ли сега дека ајде да тргнеме во оценувањето. Се согласувам со вас дека оценките можеби не се најбитниот дел. Меѓутоа, ако имате лидери кои што не се баш најзагрижени за тоа какво образование ќе имате, туку се загрижени за тоа, например, колку одредени нус продукти, они ги гледат продуктите како ќе ги решите наместо корено да го решавате, односно колку етнички ќе работат и тоа не се пази внимание, тука има сериозен проблем. Не се води сметка за мултикултурализмот, има бикултурализам, бидејќи е монополизирано таа тема на линија етнички албанци, етнички македонци. Што е со останатите етникуми? Што е со социјалната разлика во рамките на внатре на етникумите и во однос на родова и на полова. Значи, каде тука? Пошто ако зборите за мултикултурализам, тоа е мултикултурализам, не е бикултурализмот мултикултурализам. Меѓутоа имам чувство дека кога ќе дојдат тие теми некако се ставаат под тепих, дајте се само етнички прашања. Ако е тоа така, тоа значи ви збори дека имате вулгаризација или имате инженеринг на декларативна заложба. Не мислам дека не се свесни се, меѓутоа знаат дека резултатите тие се многу болни и макотрпни процеси на кои што треба секојдневно да се бориш и да работиш на тие теми. И на тие теми треба да се најдат луѓето кои што навистина добро ги разбираат, да бидат лидери кои што ќе ги водат тие процеси, кои што ќе ги следат тие процеси. Тие теми можеби треба да се надминат. Вие сте во право кога велите дека лидерите треба да седнат и да разговараат на овие теми, меѓутоа тие мора да ги најдат луѓето во кои што ќе веруваат преку нив, дека веруваат во тие теми кои што ние сакаме да ги имплементираме и да ги решаваме во нашето општество. Како да го направиме тоа ако имаме зачаран круг, маѓевсан круг во кој што наместо да генерираме продукти или лидери кои што ќе го наследат сето тоа, ние имаме обратна инверзија, креираме лидери кои што се исполаризирани од старт. Се во блокови, поделени, нема кохезивност, нема бидејќи знаете како, ако се развивате во средина во која
во која однапред сте во блок, однапред сте во бариера, однапред сте под предпоставка дека ќе имате закана од нешто и не сте го изменаџирале тоа преку тие афирмативни мерки кои што се прават за добро, и тие афирмативни мерки немаат граница, него се во бесконечност. И они почнуваат да продуцираат контрапродукти како што е ова што го реков сега. Имате на крајот на денот после 20 години, ние не може да кажеме дека имаме успешност наместо да имаме кохезија, ние имаме блокови, поголема блоковост, поголема наелектризираност, поголем поларитет. Разговарав сега со колеги албанци, кај нив сега веќе постои страв што ќе прави сега ВМРО после ваква мајоризација на гласовите. Имаме ли потреба од таа уште страв? Зошто тој страв сега? Гледате, јас мислам дека ова општество помина низ многу кризи, сериозни кризи во изминатите 30 на години. И јас верувам, убеден сум дека имаме капацитет. Со сите наши недостатоци и со сите наши проблеми и предизвици низ кои што поминуваме, бидејќи, знаете, мислам дека покрај тоа што ние од внатре имаме многу вакви недоразбирања, кои што се исто така последица на скромно знаење, на едно примитивно сваќање на се како се решава во општеството. Мислам дека ние и подолг временски период сме изложени на многу притисоци и субјекти во кои што не е лесно да помине еден млад човек во овие 30 до 40 години. Гледайте, да не заборавиме, ние како млади луѓе, ние сме современици, како генерација во 90-тите, кога сме биле по 13-14 годишна возраст и кога поминуваш низ еден таков процес, наидовме на огромен прекин и застој на општеството и развојот на државата заради безсмислени теми. Значи, ни го споруваат идентитетот, ни го споруваат името. Нема таков пример да не сакаш да се викаш, да ти каже некој друг како ќе се викаш ти. Оспорување на јазикот, оспорување на црквата. Значи, тие теми создаваат многу теми и фрустрации кај многу генерации и веројатно сега е моментот да се појават лидери кои што ќе спласнат малку атмосферата, ќе спласнат тој наплив на агресивност на едни кон други, тој наплив на вокабулар и ќе создадат тимови кои што на овие теми ќе почнат да разговараат помирољубиво, ќе почнат да разговараат поискрено, ќе почнат да воспоставуваат правци, бидејќи не верувам дека на секој му одговара вака во ова општество што се случува со младите луѓе кои што илјадници луѓе заминуваат секојдневно или на неделно ниво. Таа тема мора да дојде од таму. Таму е интонацијата. Знаете, ние колку и да мислиме што јас може да направам како наставник, како професор, јас можам денес да направам со моите студенти 10-15 на моите предавања. Но веројатно интонацијата и духот внатре во општеството мора да го дадат политичарите. Мора да ја дадат таа атмосфера за да не дојде до такви анимозитети, до таков отпор, до таква исклучивост внатре. И сега таа тема е мудрост на политиката. Тука се гледа сега предизвикот со кој што се соочуваме ние како општество. Јас често го спомнувам тој пример во Диво месо, кога два лика разговараат на Горан Стефановски, кога се обидуваат да поправат некој нешто, па едниот му вели на другиот, па мечка во циркус научува да вози велосипед. Значи, ако имаме воља да седнеме, да ги најдеме точките околу кои што мораме да најдеме заеднички јазик. Мислам дека може да се решат некои проблеми, особено денес во кој што имаме знаење, има луѓе, има многу луѓе надвор од Македонија кои што може да помогнат на овие теми, македонци кои што работат на такви теми. Така да верувам дека има надеж. Одлично, тоа е, да кажеме, заветување и тоа е добро. Но она што останува е да видиме како се вика, како ќе ги премостиме сите тие работи особено во време во кое што загатнавте теми, а во кое што во она што веруваме. Тоа е таа либерална демократија, е таа која што ни создава негирање на ваквите идентитетски прашања и во кој што всушност желбата да се биде таму бара од вас да се откажете од нешто што е базично, што е како се вика, тоа е малце контрадикторно или создава простор за сите оние кои што се негативни, кои што не сакаат ние да чекориме таму да го експлоатираат. Не дека они имаат добри намери, него го експлоатираат токму тоа за да можат да привлечат или да еродираат поддршка. Тука се удара многу на емоции и на чувства и затоа тоа е така жестока тема, чувствителна тема. Да. Меѓутоа предпоставувам дека ќе согласите со мене дека ако имаме добро образование ќе може да го препознае тоа. Тој е клучот. Ќе може да ја разликува добрата намера од лошата намера на тоа. Гледайте, слабото образование создава поделеност, пристрасност, предрасуди.
тоа е дефинитивно. Вие ако имате слабо образование, низ кој што ви поминуваат генерациите, немате критична мисла. Ако немате критична мисла, вие немате промислување на нештата кои што се важни теми, како ќе го гледаме ние во општество, како ќе го создаваме ова општество, како ќе развиваме економијата која што е важна а при тоа да не забегаме во некакви концепти кои што може да ги срушат другите вредности кои што ни се важни. Тука е многу важно на тие генерации како преку образование ќе создадеш такви генерации. И Европа сериозно работи на тој момент, на тој триаголник образование, наука и истражување со цел да може да ги подобри состојбите за да може да биде реално конкурентна на одредени процеси и системи кои што настануваат на глобално ниво. Па погледнете го Нобеловецот кој што беше на овие простори пред неколку години, тој зборуваше дека преку образование вие можете да создадете такви модели на стартап компании кои што ќе зборуваат, и тоа стартап не мора да биде тоа само поврзано со бизнис, може да биде поврзано со култура, може да биде поврзано со образование, со теми кои што се важни за младите луѓе. Тоа не може да дојде од друго место освен од образование, тоа никој нема да го направи ако ти не создадеш такви генерации кои што ќе размислуваат проактивно што е тоа што можеш да го направиш тука за да остане тука и да го подигнеш потенцијалот и квалитетот на средината. Кире, бидејќи ни помина времето, тоа значи дека имаме доста жешки теми за кои што треба да разговараме, кои што се битни за иднината, бидејќи младите се иднината на нас. Кои се 4 работи кои што за крај би ги порачале во однос на тоа како образованието треба да придонесе за да имаме подобар одржлив развој за младите? Да, таа тема веќе се доста споменува во многу образовни системи, образовни политики. Она што во моментот е силен фокус и тенденција на најдобрите образовни системи е да се работи на критичката мисла, да се работи на начинот на комуникација, како комуницираме ние едни со други, да се работи на тимската работа, на градење, на духот на луѓето, дека тимовите и споделувањето на она што всушност треба да биде квалитет и исход мора да се направи заеднички, дали заеднички ние имаме поглед кон иднината и наша визија. И четвртата работа на која што многу се работи, тоа е менталното здравје. Ментална флексибилност и силен фокус на луѓе кои што ќе бидат отворени за промени, луѓе кои што брзо ќе се прилагодуваат на брзите промени кои што настануваат со текот на оваа динамика во свет, бидејќи се менува многу брзо. Профилот на младиот човек се менува и ја мора да создадете институции кои што брзо ќе се менуваат во духот на она кој што всушност ќе биде дух на времето кое што се појавува, бидејќи многу анализи покажуваат дека состојбите кои што се случуваат во изминатите 10-15 години, дека овој век ќе биде доминантно со многу такви пресвртници, со многу неочекувани процеси, со многу неочекувани појави на кои што ние како генерации, а особено новите генерации, ќе треба да се прилагодуваат. И затоа многу земји, многу држави, ако влезете на нивните веб страници на Министерствата за образование, ќе видите Министерство за образование 2030-2050, значи веќе се прават проекции за она каде ние треба да се гледаме во делот на она што ќе биде Македонија 2030, Македонија 2040, Македонија 2050 и таа Лисабонска стратегија за Европа 2030 дава силен фокус на образование за истражувањата, за анализите на ПИСА, каде е функционалната писменост на младите луѓе. Не е само писменост да знам да читам, туку дали тоа што читам го разбирам, дали го анализирам и дали правам разлика помеѓу важното и помалку важното, помеѓу суштината и она кое што можам да го применам се до тоа. И колку тоа ќе го применам. И тука се многу важни наставниците и тука се многу важни универзитетите и мислам дека фокусот треба да биде на работа со луѓето за менување на она што всушност треба да биде поглед кон иднината. Кире, многу ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека ќе побудиме голем интерес кај слушателите, бидејќи отворивме една тема која што е многу малку експлоатирана, многу малку се говори за неа и се надевам дека во Да не се лажеме со Хаџијанев даваме придонес да се пополни тој вакуум простор во медиумите кај нас, но и да поттикнеме други размислувања и да поттикнеме дебата на оваа тема. Благодарам на поканата.